Сите знаеме дека 2012-2013 во Радовиш повеќе наврати се случија обилни врнежи кои предизвикаа штети и на земјоделските површини, и на имотот, и на физичките и на правните лица. Ние како општина имавме дел од врските кои што требаше да бидат завршени и беа во наша надлежност. Тоа е изработката на елаборатот, формирање на комисијата за проценка на штети при елементарни непогоди и освојување на истиот од страна на Советот на општина и препраќање на одобрување во владата, односно Министерството за финансии. Сето она што беше обврска на општината во благовремен рок беше спроведено, односно сите тие елаборати беа изготвени и аплицирани во владата на Република Македонија. Еве владата наша за сходно, можеме во оваа прилика да искажеме благодарност што ја ценела штетата, се соживеала со штетата на земјоделците и на сите граѓани кои што претрпеа штети и ги има одобрено овие 3 елаборати. Значи станува збор за штетите од 2012 и 2013 година. Тие 3 елаборати се одобрени, односно вкупната сума која што општината ја има добиено од владата на Република Македонија изнесува некаде околу 8.300.000 денари, кои што еве до крајот на неделата ќе бидат исплатени на трансакцијските сметки на сите тие оштетени граѓани од општина Радовиш. Последните поплави што се случија на Да, рековме Радовиш е такво подречје кое што е подлежно на ваквите атмосферски влијанија на обилни врнежи од дождови. Во повеќе наврати знаат тие обилни врнежи да ни предизвикат доста големи последици. Факт е дека и 2014, односно 2015 година бевме зафатени од такви обилни врнежи кои предизвикаа сериозни штети. Она што е обврска на општината, како што рековме претходно, формирањето на комисијата, излевањето на терен, констатирањето на штетите, изготвувањето на елаборатот веќе е во завршна фаза. Очекуваме сега на следната седница на Совет во текот на наредната недела да биде усвоен елаборатот за овие штети од 2014-2015 година, пошто истиот ќе го поднесеме на усвојување во владата на Република Македонија. Имајќи го и ова претходно искуство, јас сум цврсто убеден дека владата ќе има слух за нашите сограѓани и овие елаборати бидат одобрени и во одреден процент и овие наши сограѓани бидат обештетени.